Od novo сега знамето себе над Крушевската. Слободата не ни беше подарена од некој друг. Сами се ослободивме и никому не му должиме за тешко изборената држава, порача шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова на одбележувањето на 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на АСНОМ. Во говорот пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ, Методи Андонов Ченто, осврнувајќи се на животниот пат и идеалите на Ченто, председателката порача дека нашиот пат останува проевропски ориентиран, исто како и Чентовиот, и оцени дека со блокадата на евроинтеграциите не губи само Македонија, туку губат сите, дури и оние што ја блокираат. Слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме со нашата 120.000 бројна народно-ослободителна војска. Значи, никому не му должиме за тешко изборената држава. Токму затоа, никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, оти секој народ, па и македонскиот, има право на своја историја. Нашиот пат е проевропски ориентиран, како и Чентовиот. Знаеме дека секоја земја кандидат прави компромиси врзани за адаптирање на односите и процесите на акито или решавање на различни спорови. Но нашето искуство има уникатен предзнак, како постојана и незавршена низа од барања со кои што се оспорува и се нарушува нашето суверено право на самоопределување. Но факт е дека не само ние со блокадата на нашата евроинтеграција, туку и оние што не блокираат губат. Губиме сите. Илинденците не ни оставиле само историја, туку и завет за оваа наша слободна Македонија, порача од Мечкин Камен, подпредседателот на Собранието, Антонио Милошовски, која предводеше собраниската делегација во Крушево по повод 2 август. Милошовски вели: не бараме ништо што му припаѓа на друг, но никој не треба да бара и од нас да се откажеме од она што сме. Илинден не учи и на нешто друго, што ни е потребно повеќе од било кога и да е. Дека има мигови кога она што не обединува мора да биде поголемо од она што не дели. Може да имаме различни политички ставови за закони, да имаме различни погледи за патот по кој се движиме, и тоа не е слабост, тоа е дел од демократијата. Но постојат работи што мора да стојат над нашите поделби. Македонија е првата работа. Во Крушево, освен собраниска делегација, присутен беше и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и лидерот на СДСМ Венко Филипче, кои порачаа дека должност на државата е да се продолжи патот на илинденците. Македонија не сме да остане заробена во минатото. Не сме да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едва и преживуваат, во која водата за пиење опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе. Илинденците се бореа против тиранијата на своето време. Денес нашата борба е против корупцијата, против изолацијата и против лажниот патриотизам. 2 август Илинден е доказ за борбата на македонскиот народ, за своја самобитност и за своја државност. Македонија во моментов како никогаш претходно гради 6 автопати, гради железница на коридорот 8, за брзо ќе почне и на коридорот 10. Честитки со пораки за единство, државност и почит кон илинденските завети, упати целиот политички и државен врв во земјава.